Добро вечер, драги пратели. Денеска ви пуштив една видео анализа, но денеска се случија прожект доста настани и би сакал да напомнам уште со една видео анализа. Кој што видовте во насловот на анализата, Зеленски го влече Трамп за нос, одлично игра по нотите на Путин. Ја во многу мои видео анализи кажав дека Зеленски е човек на Владимир Путин и објаснував зошто, бидејќи стана председател на Украина благодарение на руските гласови во Украина, на руското говорно подрачје, особено од Донбас, Запорожје, Херсон, Одеса, Николаев. Тоа е претежно руско говорно подрачје и историски руски градови. Значи, по разговорот што имаше Трамп со Путин околу час и половина, Зеленски се побуни и не случајно побара 30-дневно примирие, знаејќи дека тоа не само е предложено од Путин да го направи, бидејќи Русија ќе го одбие за тие 30 дена, значи, а Европа одма легна на тоа, вместо на Франција, Британија и така натаму. Значи, Украина повторно се вооружа и да обнови некои копнени сили, кои ги нема и ги да мобилизира. Се знаеше дека Руската Федерација и Путин тоа нема да го прифати. А одењето во Турција, Зеленски го услови со 30-дневно примирие, поточно од утре, 12, мислам, од денеска, требаше да започне тоа примирие на нормално. Русија не прифати. Русија предложија да се продолжи договорот од Турција, кој беше започнат пред 2022, кога беше убиен и преговарачот на Украина, кој договори примири, че без војна да има. И не е случајно Турција се понуди, поточно прифати да се одржи средбата таму, знајќи Русија знае дека тоа нема да се одржи без нивни услови. И некој меѓувреме и Трамп изјави дека Крим е дел од Руската Федерација, дека сад ќе го признае. Тоа е историски руски град. Мислам, територија. Тука се водени многу војни за Крим. Како и Одеса, која го гради Катерина II. Тоа е интересно што Европа се заканува, а со што се заканува, ќе ми извините на изразот, со гол газ, бидејќи војната индустрија е запрена, војска нема доволно, редовна, професионалната е многу мала и не поседуваат некој наоружување. Они до сега Европа се подпираше на одбраната што би дошла од САД, што би ги заштитила како членки на НАТО. Но Трамп многу го направи, он чак и одлече дека ќе, значи, облече многу војска од базите во Европа, па и чак од најголемата румуска база, не ми тикнува како се викаше. А зашто го тоа прави? Кои европските земји кои воведоа премногу санкции на Русија, фактички се удрија нож во грб самите, гледајќи се во огледало, или си пука не во нога, во уста си пука, бидејќи целиот Запад е во рецесија, генерално веќе трета година, тога почувствувајќи и Америка со нивните санкции кон Русија, дојде до деоларизација, падот и они са пред рецесија, не случајно имигрантите ги бркат, за да има место за нивните граѓани, чак и оние што имат престој, се ослободуват, се затварат многу фабрики на Запад. Ово се случува слично како пред Втората светска војна, но тогаш скоро цел свет беше во рецесија или пробата да кажеме, но сега во една економска криза или рецесија Запад
гледаме дека порека Германија, реков, трета година во рецесија, тука Франција, влегува длабока криза Велика Британија одамна, се затварат фабрики, така да економијата се сели во БРИКС, земјите на БРИКС, или на истокот повеќе, а Русија не може да ги воведеш никакви санкции на земја, само може човек што не размислува или што е, да не кажам грубо, дегенерик, зашто Русија поседува скоро 2/3 од светските природни ресурси. Русија е доволна само за себе. Има и храна, и минерали, и се. Меѓутоа нема стока, да кажеме, западен ток го надокнадува Русија, Кина. Единствено размената што продава газ и нафта, но тоа повеќе има штета Запад, бидејќи Западот, посебно Европа, Западна Европа, живееше на ефтините руски енергетици. Пошто се однесува за Русија, Украина и конфликтот, а ја многу пати кажа, само конфликтот ќе заврши кога Одеса ќе падне, тоа се не само копнениот дел некаде во Киевската област, Галиција можно, кој што реков, да се врати на Полска, Унгарија ќе го добие својот дел, бидејќи Унгарија ја поддржува Русија и толку за овој дел. Инаку би сакал нешто да спомнам за Македонија овој пат. За премиерот Мицковски го гледам што прави, ја не знам кој го советува така, но многу непромислени потези. Прво почна на УР, што викат кај нас, со правосудството, со органите, се случи тоа укочење, кој за мене нема пиротехнички средства. Потоа сега гледам на Инстаграм, го гледам како зборува за градење на коридори. Јавно го прашувам, не знам кога советувал, точно дека треба, ама тие коридори повеќе треба на запад. А ние треба да ги градиме, значи нашите данъчни обврзници да ги плаќат. Да го прашам колку македонски фирми, не зборам за инвеститори, извезуваат или одат по тие патишти. Вели дека Македонија нема море, Македонија има море. Но друго што е окупирано и анексирано од Грција. Тоа е веќе друга приказна. А факт е дека во моментот не поседува. Не викам не. Ја да сум него место, би ме прашал на него да кажеме, би му рекол побаво да ги македонските патишта кои ги поврзуваат истокот и западот, значи на западна Македонија цела и централна, да се реновират или да се изградат нови за македонските компании и му препорачувам да не се многу подпира на инвестициите од надвор, туку да се развие земјоделието, бидејќи иднината е во здрава храна и извозот на храна. Храната е најскапа во моментот. Погледнете, господин Мицковски, колку е техниката паднала, без пари се купуват и компјутери и други работи, а храната е ненормално рипната. Значи, Македонија треба да се насочи кон земјоделието и кон рударството, бидејќи Македонија поседува многу минерални, ретки минерали, и руди, бидејќи бев 5 години на рударски факултет, познато ми, и пријатели, кој професор таму, умен беше, во брак кој имав 6 месеци, направиле молбет, вика не дозволуваат невладини организации да се користат наводно за Македонија и така натаму. На Македонија е богата земја и за време на Југославија она живееше од две работи, од земјоделие и од рударство. И имаше јака градежна индустрија, што денеска немаме, денеска има само урбана мафија. Драги пријатели, толкова вечерва, уште да не заборавам. Господин Мицковски, многу голема грешка направите со одење во Емирати. Тоа праше вашиот Рекови Ковачевски и не доби пари, ветувавте инвестиција таму, чак и понуди некој, но тешко тоа, единствено
од Сунски малку ми смеше, кој кажа дека македонските граѓани од сега ќе можат да патуваат без визи во Емираци. Да го прашам кој патува во Емираци. Таа млади кои ќе посекат да работат во Дубај. Во Емираци, мислам. И зададените са тие безвидни режими, бидејќи и Заев и лидерот на СДСМ во моментот има златни визи за Емираци, така да нема потреба, Филипче мислам, така да нема потреба безвизни режими македонските граѓани. Драги пријатели, по сако убав сон, убав вечер, со Затвор и Македонија напред и господин Мицковски размислите за ова што ви кажа.